Денес на пресконференција од Унијата на млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип бараат одговор до властите на Социјалдемократскиот сојуз, кога ќе почне да се спроведува мерката младинска гаранција. Денес е првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев, кога идните студенти донесуваат одлука со која ја трасираат својата иднина и всушност влегуваат во една од најбитните етапи од своите животи. Па бараме одговори од актуелната власт за дадените предизборни ветувања. Прашуваме кога ќе започне да се реализира мерката младинска гаранција, со која што беше ветено дека во првите 6 месеци од преземањето на власта на секој млад човек по завршување на своето образование ќе му биде понудено вработување со субвенционирана минимална плата од 20.000 денари или можност младиот човек да го продолжи своето образование со тоа што трошоците ќе бидат на терет на државата. Социјалдемократскиот сојуз ветува, но ветувањата остануваат само на хартија. За жал, ова е само од многуте предизборни ветувања на СДСМ. Веќе втора година откако СДСМ е на власт, меѓутоа оваа мерка се уште не се спроведува. Ниту се предвидува 20.000 денари плата, ниту е дадена можност на младите луѓе да го продолжат своето образование на товар на Република Македонија. СДСМ ги излажа и потцени младите. СДСМ си подигра со многу семејства, но затоа младите ќе бидат оние кои што ќе казнат оваа власт на наредните избори. Еве и писмената реакција на Социјалдемократската младина на Македонија, локален клуб Штип. Унијата на млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип и денеска излезе во јавност со празен и дезориентиран настап, со кој покажа дека нивното раководство е неинформирано и шири лажни вести. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, работи на исполнување на своите предизборни ветувања, а мерките и програмите за вработување кои се спроведуваат согласно оперативниот план за вработување даваат резултати. Истовремено, програмата Гаранција за млади веќе се покажува како исклучително ефикасна мерка за вработување и обука на младите. Во првите 5 месеци од спроведувањето на младинската гаранција, како пилот програма веќе се вклучени речиси 2000 млади луѓе, точно 1979 млади лица. Од нив 586 млади се веќе вработени, 705 млади се вклучени во активните мерки за вработување, а 952 млади лица се дел од услугата за посредување при вработување. Преку оперативниот план за вработување веќе се опфатени над 4000 лица. Не само што во изминатата година, колку што СДСМ е на власт. Владата на Република Македонија работи на исполнување на предизборните ветувања, поврзани со младите, туку и со интензивната работа на поле на евро и евроатлантските интеграции се обезбедуваат дополнителни перспективи за сите млади. Младите во Македонија тоа го препознаваат. Младите во Македонија препознаваат и дека носителите на позитивни промени не можат да бидат поддржувачи на идеолошките потомци на оние што тепа студенти на плоштад и во читални. Младите во Македонија не даваат поддршка за оние што со 11-годишниот режим избракаа 600.000 нивни другарки и другари кои својата иднина и перспектива ги побараа во тугина. Младите во Македонија еднаш го сопреа патот на изолација и без перспектива. Младите во Македонија се најсилните поддржувачи на евроинтеграцијските процеси. Членството во Европската Унија значи неограничени можности за стекнување квалитетно образование и пракса, признаени дипломи на секаде низ Европа, можност за доквалификација и унапредување на знаењето на различни универзитети. Преку европските програми за образование и мобилност, младите од Македонија ќе стекнуваат знаење и вештини кои им гарантираат подобри платени работни места овде во нашата земја. Младите ги припознаваат придобивките од интеграцијата на Македонија во Европската Унија и НАТО и затоа на 30 септември ќе дадат поддршка за влез во Европската Унија и НАТО преку прифаќање на договорот за иднината со зачуван македонски национален идентитет. Младите се определени, младите велат да за македонската иднина.